Прекрасен пролетен ден, супер звездите денес се наоѓаат на брегот на реката Вадар. Ќе имаме прекрасна витаминска емисија со нашиот спонзор Крка и нивниот производ Пиковит. Прекрасни витамини за малечките дечиња. Каде е вашиот омилен Пиковит? Да го покажа нашите гледачи. Еве го тука, денеска ги носиме нашите најомилени витамини на нашите срциња. Еве го и мојот Пиковит, драги гледачи. И пред да започнеме оваа прекрасна емисија во која се надевам дека ќе уживате и ќе научите работи кои немате шанса да ги научите ниту во градинка, ниту на училиште, редото е да се представиме. Одиме брзо еден по еден. Здраво за оваа девојка што се вика? Мија Мангарова. Мија Мангарова, добре дојде во Супер звезда. Одиме понатаму, здраво за Ангела Трифунова. Ангелче, како си, добре ли се? Да. Благодарам што си заедно со нас. Одиме понатаму, здраво за оваа женска што се вика? Сања Костич. Сања Костич, добре дојде и ти во Супер звезда. Драго ми што си овде. А оваа девојка се вика? Габриела Угриновска. Габриелче Угриновска, расположена си, Злата? Да. Правиме џумбо заедно денеска. Здраво за оваа девојка што се вика? Кристина. Кристина, презимето е Клетникова, така беше. Кристинче, здраво и за тебе, добре дојде во Супер звезда. Оваа прекрасна девојка се вика? Тамара. Презимето Тамара? Кашпар. Браво, Тамара Кашпар, здраво за Тамарче. А оваа девојка се вика? Сара. А презиме Сара имаш? Да. Како се твоето презиме? Како е? Петреска. Сара Петреска, здраво за Сара Петреска, добре дојде. Правиме журка денеска. Леле, многу бакнежи од Мила. Мила и тоа по презиме? Гавриловска. Мила Гавриловска исто така со нас, да пукне Мила, добре ни дојде во Супер звезда. Здраво за Елеонора Михајлова. Елеонора, расположена си ти? Да. Елеонора расположена како и секогаш. Здраво, Елеонора. Одиме сега понатаму. Здраво за Михаела. како беше името? Михаела. Михаела, а презимето Михаел? Осма Николова. Браво, добре дојде во Супер звезда. Ти си прв пат во Супер звезда. Да. Страшно е. Не. Каде е твојот Пиковит да го видам јас? Да го покажа на нашите гледачи. Еве го да го видат они. Твојот Пиковит го носиш на срцето секогаш? А? Го носиш на срцето секогаш? Да. Го носам на срцето и јас. Одиме понатака, здраво за Елена. Елена, презимето твое е? Димовска. Каде е твојот Пиковит да го видиме? Ево го Пиковитот и на Елена Димовска. Одиме понатака да ја представиме женскава што се вика? Матеја. Матеја, дали ќе правиме џумбус денеска? Да. Расположена ли си ти? Да. Расположен сум и јас, бакнежи до нашите драги гледачи да им пратиме еве тука да го представиме овој дечко што се вика? Да. Давид, немој да се срамиш, кажи го погласно твоето презиме. Давид. Давид, а презимето? Купски. Одлично, Давид, дали имаш девојка бе? Да. Браво, ски пратиме ли сега еден скришен таен бакнеш за твојата девојка? Брзо еден таен бакнеш и едно намигнување. Но цак, намигнување, бакнеш, браво, Давид. И за крај да го представиме и Ангел, така беше? Ангел, како се презиваш ти? Ангел Агелов. Ангел Ангелов, дали има девојка? Нема денеска? А имаш? И ќе пратиме се и на неј за еден бакнеш. Може, Ангел? Ајде пратиме бакнеш на твојата девојка. Супер звезди, дали ме гледате се? Дали ме гледате сите овде расположени? Нашите гледачи не гледаат, ги гледаме и ние. Ајде им пратиме многу бакнежи. Почитувани гледачи, еве бакнежи од нас до сите вас кои што не гледате, поготово до мајките, татковците, бабите, дедовците, брачиња, сестричиња, роднини, комши, пријатели, братучеди, сите оние што се наоѓаат пред нашите мали телевизори. Направете малку место јас да седнам овдека. И значи уште еднашка да кажеме дека денеска ќе се дружиме со Крка и прекрасниот производ Пиковит. Тоа се витаминските производи за помали и поголеми дечиња. Значи ова во секој случај ќе биде многу интересна емисија, затоа останете со нас, правиме мала пауза да ги видиме рекламите, а веднаш потоа се враќаме овдека да видиме кој ќе биде наш денешен гостин. Мила, дали ти Злато некој си била болна? Да. И кога си болна, каде те носат твоите, на мајстор? Не. Каде одите? Најчесто се оди на Доктор. доктор. На кој доктор ги носат дечињата? Дали ги носат на ортопед? Дали ги носат на зъбар? Ги носат на детскиот доктор, така ли е? Да. Дали знаеш како се вика детскиот доктор? Детскиот доктор, дали гледачи, се вика педијатар. Денеска, впрочем, имаме и таков гостин во Супер звезда. Денеска домаќин на оваа емисија ќе биде прекрасната тетка Нада Попјорданова, која прифати да дојде. Здраво, живо, тетка Нада Попјорданова. Да кажеме за вас уште дека сте и професор на медицинскиот факултет, дали е тоа точно? Точно. И работите со вакви дечиња колку време веќе? 32 години. Ајде да наплоу за тетка Нада што денес прифати и дојде во Супер звезда. Дали дечки ви се допаѓа тетка Нада? Симпатична ли е? Ќе си ја сакаме? Брзо за почеток да си ја гуштеме и бациме тетка Нада, да си ја гуштеме и бациме. Супер, денеска ќе се дружиме цела емисија со тетка Нада. Тетка Нада, како се чувствува меѓу многу дечи? Супер млада, убава.
као и они. Прекрасно. Тетка Нада, ние имаме многу прашања вака за почеток. Првото прашање, мислам дека Ангела го има. Ангела, кое беше првото прашање што сакаш да го поставиш? Што се тоа витамини? Ајде да видиме, тетка Нада, дали ќе добиеме одговор на прашање, значи што се тоа витамини? Многу тешко прашање. Витамините се едни ситни материи кои што се наоѓаат во живи организми. Значи, ги има во растителни и животински производи. Значи, да повториме, кај ќе ги има? Во јаболко, во круша, во патлиџан, во зелка, али ќе ги има и во јајце, во месо, во млеко и во млечни производи. Се што е, значи, живо, растение или животно, може да произведе витамини. Мене ме интересира, најчесто викаат витамини и минерали. Сега, што се пак тоа минерали? Дали е нешто поразлично од витаминот? Да, многу поразлично. Минералите се исто така ситни материи, но тие се од нежива природа. Значи ги има во воздухот, во земјата, во водата, тие се од неживи материи. Значи, сега научивме што се витамини, а што се минерали. Јасно ли ви е сега? Ајде да видиме следното прашање кој ќе го постави. Еве Матеја, повели. Здраво, тетка Нада, дали може да ги видиме витамините и минералите? Со голо око, дали воопшто се гледаат витамините и минералите, тетка Нада? Не може за жал да ги видиме со голо око, ниту витамините, ниту минералите. Оти се многу малечки и нашето око не може да ги види. А како тогаш знаеме дека тие постојат? Можеме само преку хемиски процеси, реакции да докажеме каде ги има, какви се, колку се. Значи може да ги мериме во лабораторија. Со микроскоп тешко се гледаат? Тешко се гледаат, оти под микроскоп друго се гледаат. Се гледа друга, тие структурата не е многу тешко воопшто да се Тешко, така. Мене ме интересира, значи тие толку малечки, едва и видливи и со микроскоп, како можат да бидат корисни за нас, тетка Нада? Тие и витамините и минералите се многу важни, особено за децата. Зошто? Затоа што помагаат во многу процеси на организмот, кои што ни овозможуваат да растеме, да дишеме, да мислиме, да ни работи црниот троп и сите органи, да имаме убава коса, очи, заби, коските да не бидат цврсти и така натаму. Еве, Габи има едно прашање. Габи, кој е твоето прашање, Злата? Здраво, тетка Нада, јас сум Габи и сакам да ве прашам колку има минерали, а колку витамини. Добро, има околу 13 витамини и околу 20 минерали што се многу важни за нас, сам за луѓето. Витамините ги имаат имињата по буквите. Така имаме витамин А, витамин Е, Д, К и една група витамини која што се вика Б комплекс, значи многу Б витамини. Најмногу Б. Тука е и С витаминот, ја обожавам да го С пијам. витаминот, да, како последен, али не најмалку важен, и он е многу важен. А од минералите ги има 20-тина, ама ја само ќе ви зборувам за тие што се најважни. Калиумот, натриумот, железото, цинкот, бакарот и така натаму. Сега некој ќе праша како тоа железо, јадеме ли железо? Вистински, стари. Колку клинци јадеме на ден за да имаме железо во крвта? Но вистина, што е тоа што велат дека и во спанаќот има железо? Какво е тоа железо? Железото е значи минерал, значи рековме неорганска материја, која што е многу важна за да имаме здрава крв. Железото е еден од факторите да добиеме добра крвна слика. И не мора да јадеме клинци и подковици и такви работи, шајки. Огради. Да, туку треба да јадеме она каде што го има железото. Спанак, месо, јајце, во чоколадо има многу. Да, има во какао, така. Значи треба да јадеме се она кај што има железо, за да нашата крв биде силна. Иначе тие што не јадат железо стануваат слабокрвни, тие се бледи, малаксани, уморни, паѓаат во несвес и така. Значи мораме да обрнеме посебно внимание на исхраната и во истата да практикуваме употреба и да користиме витамини и минерали за да бидеме здрави. Мора да ги користиме од раѓањето па се до смрт. Благодарам, тетка Нада. Дали ви се допаѓа разговорот сега за сега? Да. Имаме уште многу прашања. Ја имам.
Добро, Злато, имаш ти, имам и јас, имаме сите по некое прашање. Јас предлагам да направиме сега мала пауза, потоа да се вратиме овде и да ја нападнеме тетканада со вториот дел на нашите прашања. Договорено? Договорено. Бакнеш за нашите гледачи, бакнеш за нашите гледачи. Правиме мала пауза. Одмораме ние, одморете и вие. Готово, заврши нашата пауза, се враќаме повторно во програма. Мија е тука веднаш до мене, почитувани малечки принцови и принцези со незиното прашање кој гласи како. Повели Мија? Здраво, јас сум Мија и сакам да прашам тетка Нада на колку му требаат витамините и минералите. Така, тетканада, на кого му треба? Дали на секого? На баба и дедо дали им требаат, например? Да, и витамините и минералите им требаат на сите. Значи и на луѓето, и на животните, и на растенијата. Дури на животните? Дури на животните. Значи, откако ќе се родиме, па се додека станеме стари баби и дедовци, секојдневно ни се потребни витамини. Само количината на потребните витамини и минерали е различна во разни возрасти. На децата што растат како вас, на детето во пубертет, на спортистите, на мајките што носат бебиња во стомачињата, тогаш многу повеќе им треба и минерали и витамини. Значи во тие периоди нашите потреби се многу поголеми него нормално. Инаку од раѓањето до умирањето витамини и минерали ни се секојдневно потребни. Например, и на мојата мачка и требаат витамини? Точно, и на мачката, само на неа нема да ја дадеме сирупчиња, него ќе гледаме преку храната да ја ги дадеме. Онакви специјални какви што се продаваат во продавниците, значи, Да, за животни. храна за животни. Одлично, ете, дознавме дека значи витамини и минерали буквално на сите нас ни се потребни. А сега имаме уште едно прашање. Елеонора, твоето прашање кој е, Злато, повели? Здраво, јас се викам Елеонора Михајлова. Сакам да прашам тетка Нада колку често ни требаат минералите и витамините. Прекрасно прашање. Браво, Елеонора. Тетка Нада, колку често, дали е тоа еднаш на 2 сата, еднаш во месецот, еднаш во 2 години? Како најчесто се конзумира? Витамините и минералите ни требаат секојдневно, без прекино. Заради тоа ги внесуваме преку храната, преку водата, преку пијалоците, непрекинато. Значи, откако ќе се родиме и почнеме да цицаме, додека умреме, секојдневно ни се потребни и витамини и минерали. Сега мене ме интересира едно прашање. Бидејќи ние значи секојдневно ги конзумираме, што ќе ни се случи доколку ги конзумираме во преголема доза, ако земаме витамини и минерали повеќе од она што е потребно? Практично витамини не даваат лоши ефекти. Можеме да ги примаме колку сакаме. Има само 2 витамина кои што не треба многу да ги примаме. Тоа е витаминот А и витаминот Д. Тие се витамини кои што се раствараат во масни субстанции и не треба премногу да ги зимаме затоа што може да направат лоши ефекти на здравјето. Инаку сите други витамини, особено витаминот С, може да се зимаат колку душа ви сака. И пожелно е да се земат. И пожелно е да се земат што повеќе. Исто така и минералите. Тие, бидејќи се многу малечки, микроскопски, ние и да сакаме не можеме да ги зимаме премногу, заради тоа што не може да имаат штетни ефекти. Треба да ги земаме, значи, преку храната. А железото, кое што е посебно важно и кое што рековме е важно за да бидеме какви, да имаме добра крв, добра крвна слика, него треба дополнително да го зимаме, затоа што го нема доволно во храната. А и ќе бидеме силни како Попај во секој случај. Најверојатно како Попај. Како мене вака со многу мускули, јас бидејќи јадам секој ден, значи тоа спанај, железо. Спанак, јајце, месо, джигерчиња. Одлично, ајде го имаме сега следното прашање. Важно е и чоколадо што треба да јадеме, зашто во чоколадо, во какао исто така има многу железо. А сите сакате чоколадо, така? Сакаме, да, еве Ангела јаде по 5 чоколади. Следното прашање, кое е, повели? Јас сакам да ја прашам тетка Нада како вкус имаат витамините и минералите. Еве Ангела јаде многу чоколади и се уште не го осетила вкусот. Значи како вкус имаат витамините и минералите, тетка Нада? Самите витамини и минералите немаат никаков вкус. Тие се без вкус. Меѓутоа, вкусот го добиваат од храната која што ги содржи витамините. Значи, Ангела, кога јаде чоколадот, имаат вкус на? Вкус на чоколадо. Ако грицка морков, кој што има многу витамина, има вкус на морков. Ако јаде жолчка од јајце, има вкус на жолчка од јајце. Ако јаде риба, има вкус на риба. Мевцето си има свој вкус, а сите тие имаат минерали и витамини.
И заради тоа велиме дека вкусот на витамините и минералите зависи од храната која што внесуваме. Прекрасен одговор, благодарам. Сега одиме со следното прашање. Повели Злато. Здраво, тетка Нада. Дали треба витамините и минералите да се пијат и во лето и во зима? Шубаво прашање. Ајде да видиме, се пијат во лето и во зима? Витамините и минералите треба да се зимаат непрекинато. Значи и во лето, и во зима, и во есен, и во пролет. Меѓутоа, многу е поважно да се земаат во оние периоди кога храната наша не е богата. Например, кога во зима нема моркови, јаболчиња, банани. Кога помалку јадеме, жива храна. Сега тоа ме интересира, тетка Нада. Значи, тоа е и периодот кога најчесто има болести, кога има грипови. Точно така. Во зима, кога често сме болни, кога ни тече носето, кога кашламе и кога немаме апетит, витамините дополнително треба да повеќе да се примаат. Значи, тие што можат да помогнат? Тие ќе ни помогнат да се одбраниме против бактериите, вирусите, нашето тело да биде поцврсто, поотпорно, да имаме она што се вика имунитет. Значи, тоа е во суштина имунитетот. Точно така. Имунитетот е нашата способност да се браниме против оние ситни бактерии и вируси кои не напаѓаат секојдневно и кои прават да сме болни. Дали вакви работи до сега сте научиле вие на училишта? А во градинка сте имале ли шанса да научите нешто вакво? Ви се допаѓа ли начинот на кој тетка Нада ни ги објасни овие работи овде? Ајде да видиме уште колку прашања имаме за крај, да видиме кој ќе го постави следното прашање. Здраво, јас сум Мила, сакам да прашам дали доктор може да ги напише витамините и минералите. Значи мислиме на тоа дали доктор треба да ги препише витамините и минералите или може сами да се земеме да си ги пиеме. Докторот може да ги препише, меѓутоа витамините и минералите можеме сами да си ги купиме и да си ги земаме и преку храната и преку разни препарати кои што ги има да се купат во апотеките. Према тоа не мора да имаме рецепт за да си купиме витамини и минерали, како што ни треба рецепт за некои лекови, нели? Лекови не смееме да купуваме сами без докторот да каже. А витамини и минерали, да ви повторам, можете да си купите и сами без докторот да го прашувате. Во секое време да си појдеме во најблиската аптека и со тоа само ќе направиме добро за нашиот организам. Точно така. Ако земеме некој лек и го пиеме без рецепт и без доктор да ни каже, можеше повеќе да се разболеме. Дури апотекарката не сме да даде лек без рецепт. Меѓутоа за витамините и минералите тоа не важи. Секое дете и секоја мајка, па и бабите и дедовците може да си купат витамини и минерали без рецепт. Кажавме, значи, оваа емисија дека ќе посветиме на најдобрите витамини и минерали, а тоа е нашиот спонзор, производител на фирмата Крка, тоа се производите Пиковит. Значи, што е тоа Пиковит, тетка Нада? Значи, Пиковит е или сирупче или таблета во која има многу витамини од сите видови, од А до Б и до Ц. Така? А има во нив и минерали кои што се важни да бидеме здрави, високи, да имаме убави заби, јаки коски, да имаме убава коса, добро да гледаме, добро да мислиме. Да сме паметни и послушни. Паметни и послушни и да се бориме против бактериите и вирусите кои што секојдневно не напаѓаат. И да бидеме здрави. Да бидеме здрави. А кога сме болни, дополнително рековме ќе ги земаме за да се избориме побрзо со болестите. Одлично, благодарам. Дали некој од вас некогаш го пробал Пиковит? Каде е нашиот омилен Пиковит, да им го покажеме уште еднаш кај нашите гледачи, да видат каде е, тука на срцето си го носиме, драги гледачи, еве го на нашите срциња се наоѓа нашиот омилен Пиковит. Ето така, каде може тетка Нада ние да ги видиме производите на Пиковит? Значи сирупчето Пиковит и таблетките Пиковит можеме да ги видиме, да ги купиме во апотека. Значи одиме сите тамо да ги аптеки, да. погледнеме дали некој од вас до сега го видел Пиковит како изгледа? Кој го видел? Кој го пиел Пиковит? Кој нема пробано до сега? Значи скоро сите имаме пробано. Дали е вкусен Пиковит? Дали ви се допаѓа Пиковит? Сакате ли сега да отидеме да го видиме Пиковит и да им го покажеме на нашите гледачи? Еле, колку викате ми ги пукнавте ушите. Тетка Нада, одиме ли сите заедно? Одиме сите заедно во апотека да видиме каде се продава и како изгледа тој славен Пиковит. Ајде да им пратиме сега многу пак на нашите гледачи, а ние одиме во аптеката 13 ноември да видиме што све ќе видиме таму.
Безброј бакнежи до сите вас, драги гледачи, од Супер Звездите, кои во моментов се наоѓаат во аптеката 13 ноември. Тетка Нада, дојдовме овде, по кој повод дојдовме, значи тука? Чи дојдовме во апотека, таму кај што се купуваат сирупчињата и таблетките полни со витамини и минерали. И тука една тетка ќе ви објасни како тие изгледаат и како се купуваат. Тетка Нада, нашата дружба тука завршува со вас? Да, јас сега ќе кажам до гледање и ќе ве предадам на друга една тетка. Јас ви благодарам што бевте заедно со нас. Дечиња, дали ви се допадна Тетка Нада во целиот овој разговор? Денеска како гостин во Супер Звезда и пратиме многу бакнежи. Да! Многу бакнежи, гушки и бацки за Тетка Нада. Се надеваме дека средниот пат... Бидете здрави, да не доаѓате кај мене во болница, а тоа ќе биде ако пиеме што? Ако пиеме пиковит, нема да одиме кај Тетка Нада во болница и евентуално може да дојдеме кај вас да ве представиме како професор во медицинскиот факултет, па да се дружиме тама. И да научиме нешто ново. Ние во училиште добиваме многу петки, може би ќе дојдеме кај вас да добиеме некоја десетка, ама пред тоа да ги научиме оние работи кои што сите дечиња треба да ги знаат. Како да бидат здрави. Така. Ви благодариме многу. Бакнежи до Тетка Нада. Бакнежи до Тетка Нада, чао, пријатно. А сега, почитувани малечки прицови принцези, дозволете ми да ви ја представам господја Лилјана Ангеловска. Доколку не погрешив, така ли е, Тетка Лиле? Се, во ред. Добре ни дојдовте во Супер. Добро ни дојдовте и ние. Значи, Тетка Лилјана е всушност шеф на апотеката. На аптека 13 ноември. 13 ноември. Одлично. Ние имаме многу прашања овдека со Супер Звездите и сакаме да ја прашаме вас за почеток едно многу интересно прашање кој ќе го постави кој? Повели Злато? Здраво, јас сум Габи и сакам да прашам Тетка Лиле колку форми на пиковит има. Значи, Тетка Лиле, колку све различни форми на пиковит има? Постојат 4 форми на пиковит. Тоа е сирупчето пиковит, кое го пијат дечињата до 3 годишна возраст. Постои пиковит и пиковит Д за деца до 7 годишна возраст, а пиковитот Форте го пијат деца од школска возраст, значи кога ќе тргнете во школа до 14 годишна возраст, можете да го пиете пиковитот Форте. Јас овдека... Ова е разликата меѓу пиковитот и пиковитот Д е во тоа што пиковит Д не содржи шекер. Јас овдека приметив, значи, едни пастили, еве ги, дали се ова пиковит пастилите? Пастилите и еве. Сакате да се послужите со нив? Значи, не е ништо страшно да ние ги пробаме? Страшно, да, само да не ги грицкате, да ги оставите во уста, да ви се истопат као и секоја друга бомбона. Јас би пробал една зелено, кој сака жолто? Кој сака црвено? Кој сака наранџа? Кој сака жолто, значи, кажавме црвено, помаранџасто, значи, еве имаме, да видиме, значи, секој има различен вкус, еве сега повелете дечиња да пробаме, да видиме каков вкус имаат и дали ќе ни се допаднат пастилите на пиковит. Тамара, каков вкус има пиковит? Ајде да видиме, Габи, ти што мислиш каков вкус има? Гриф. Некој мислат на грейпфрут, некој мислат на портокал. Значи да ја прашаме Тетка Лиле каков вкус во суштина има пиковитот. Пиковитот има многу убав вкус и тоа е вкус на портокал и грейпфрут. Значи во право сме били. Да, во право. Веднаш го препознавме. Јас многу ми се допаѓа. Дали вие го пиете пиковит? Да, да, повремено. Повремено, значи кога треба, кога е... Кога се чувствувам уморна, кога сум настината, тогаш е корисен да се употреби. Благодарам. Сега одиме понатаму да видиме. Кукло, кој беше твоето прашање? Здраво, јас сум Мија и сакам да прашам Тетка Лиле колку често треба да се пијат апчињата пиковит. Значи колку често треба да се пие пиковит. Да кажеме прво дали пиковит се апчиња. Вака, пиковит не се апчиња, тоа се вика пастили, затоа што се растопуваат во уста како бомбони. Колку често се пие, ако го пиете сирупчето, може доволно е 2 пати дневно по една лажичка да испиете, а ако ги пиете пиковит пастилите, тогаш 4 до 5 дневно пастили се доволно. Дали ќе биде страшно ако е, например, 5 пастили доволни, а ние во тек на еден ден изедеме 10? Па сега,
Не би било страшно, меѓутоа сепак кога се работи за витамини, треба да се придржуваме на пропишаната доза и на упатството кое што е дадено од страна на лекарите и на фармацевтите. Еве сега и Ангел има едно прашање. Ангел, како беше прашањето? Дали пиковит е штетен за? За зъбите. Значи за запчиња. Ти сакаш да ги чуваш твоите запчиња и сега да видиме дали пиковит може да наштети на нашите запчиња. Тетка Лиле? Не, пиковитот не е воопшто штетен за зъбите. Неговата облога е прилагодена за запчињата на децата, меѓутоа не треба да го грицкаат. Треба да го растопуваат полека во устата како што е приложено во упатството. Благодарам. Следното прашање го поставува е оваа кукла овдека. Здраво, сакам да прашам тетка Лиле што е тоа пиковит форте и колку се пие. Така. Така Лиле, значи видовме пиковит еве го и видовме под него дека има пиковит форте. Исто пастили, мултивитамински пастили, кои што ги користат школски деца од 7 годишна до 14 годишна возраст, можат и повозрастни, тоа не пречи. И се пие само еднашка дневно. Еднашка Тоа вода. е разликата, само еднашка во денот, затоа што количините на витамините се сосема доволни за да се задоволат потребите на организмот. Значи, овде во една таблета на пиковит форте ги имаме сите потреби за цел ден. Сето тоа што ни е нас потребно за целиот ден од витамини, од минерали, се наоѓа во само една таблета. Во една пастила, да. Ајде да видам јас сега овдека од Супер 2, видите кој пробал пиковит форте да крене рака брзо. Дали се исти пиковит форте со пиковитот? Исти се, меѓутоа вкусот на пиковитот форте има вкус на мандарина. Пиковит форте на мандарина, па јас сакам повеќе мандарина, јас ќе си пијам пиковит форте. Ко? Одлично. Така. На школа ќе пијам пиковит форте. Пиковит форте, кој ќе пие пиковит форте да видам брзо да крене рака? Брзо, кој ќе крене рака, значи пие пиковит форте, кој не пие, сите пиеме. Одлично, бидејќи сега пред малку пиевме од обичниот пиковит, сега пиковит форте ќе може да пиеме дури утре, нели? Да, сега не може да пијат. Да не не земеме- може веднаш. Да не земеме преголема доза. Не треба преголема доза и покрај тоа што се работи за витамини, значи треба да се внимава. Онолку колку што ќе каже мама, толку треба да се испијат. И не повеќе од тоа. Тетка Лиле, има ли некој некакво прашање овдека? При крај се ближиме на нашата емисија, многу прашања неодговорени. Еленора Злато, кој е твоето прашање, повели? Моето прашање е каков вкус има сиропот на пиковит. Фала ти, Еленора, за твоето прекрасно прашање. Тетка Лиле, каков вкус значи има сиропот пиковит? Сиропот пиковит исто има овошен вкус на портокал и грейпфрут, исто како и пастилите. Желе го отвориме сиропот, ние ги видовме пастилите какви се, видовме дека се шарени, дека се прекрасни во многу бои и со прекрасен вкус. Ето така, а ова е значи сирупчето. Да, тоа е портокалово. Значи да го покажеме да може да го видат нашите гледачи, да видат дека е убаво, дека не е страшно и дека е здраво многу за пиење. Да, здраво е за пиење, треба да го пиете за да јадете подобро, за да бидете здрави и за побрзо да оздравите кога сте болни. Исто и возрастните треба да користат витамини и за нивните потреби направени се друг вид на пастили, а тоа се дуовит пастилите. Така да кога го купувате пиковитот со мајките, можете да го купите и дуовитот и да им кажете дека треба и они да пијат. Значи дуовитот ги задоволува основните потреби за витамини и минерали, кај возрастните вели дека има 11 витамини и 8 минерали. Да. Со тоа и нашите мајки и татковци ќе бидат здрави? Да, ќе бидат здрави, а битно е и они да се здрави. Битно е да се здрави, да, да се здрави и живи, значи не само што Крка размислува на децата и прави најдобри витамински производи за малите дечиња, прави дури за нашите мајки и татковци. Да ни се живи и здрави Крка, да им пратиме многу бакнежи на вработените во фирмата Крка, кои се наши спонзори оваа година Супер Звезда 2005, многу бакнежи за сите нив, многу бакнежи за нашите драги гледачи. За крај уште еднаш кога им дадеме совет на дечињата дека треба да ги користат витамините за да бидат здрави. Да ги користат витамините, треба да ги почитуваат, значи да слушаат како и колку треба да се користат. Тоа не значи дека една кутија треба да испијат во денот и За да бидат здрави. за да бидат здрави. Ете така,
Да, значи 4 до 5 пастили сосема е доволно. Од обичниот пиковит или една од пиковит форте. Пиковит форте тоа кога ќе тргнат у школа. А од сирупчето како беше, колку лажички? По 2? 2 лажички дневно. Добре, јас сум... За јадење. Мене многу ми се допадни сиропот, ја може и 3 да почнем да пием. Ви благодариме, почитувани гледачи, што бевте денеска со нас. За крајот имаме нешто многу интересно за нашите дечиња, кои што дојдоа овдека во аптеката 13 ноември. Имаме, значи, подароци за сите нив. Дали сте расположени за подароци? Кој не е расположен за подарок да видам? Кој не е? Има ли некој не расположен? Јас сум расположен. Елена е расположена, браво, сите сме расположени, да видиме тетка Лиле, за што станува збор, значи што се наоѓа во овие прекрасни кесички кои ќе ги добијат супер звездите сега. Што има внатре? Ево вака да видиме што спремила Крка за нашите дечиња. Да видиме, значи имаме играчка, прекрасна играчка. како новчаниче, Благодариме, фала многу. Потоа имаме пропаганден материјал. пропаганден материјал за пиковит. Да научиме што е пиковит. Не љути се човече. А имаме и игра, значи, заедно, браво, заедно со игра, ево натре, прекрасно. Голце и имаат тефтерче да цртаат во градите. А имаме и тефтерче за да цртаме и да добиваме многу петки. Браво, јас сакам да представам уште една многу интересна работа, а тоа е CD-то, по повод 20 години од постоењето на Пиковит. Крка го издаде ова CD, кое што денеска, впрочем, јас бев срекникот кој што успеа да го добие. На ова CD се наоѓа целата историја, значи, на Пиковит, драги гледачи. Меѓу другото има и прекрасни игри за деца, кои јас ќе ги испробувам во следната емисија, ќе ви кажам какви се тие. Ете така, тоа беше се за денеска. Ви благодариме што бевте заедно со нас и благодариме и на тетка Лиле што беше наш домаќин во вториот дел од емисијата. Како се чувствувате со супер звезди? Да, супер. Јас би сакала што почесто да доаѓаат дечиња во аптека. Но здрави. Но здрави, да. Здрави, ви благодариме. Здрави ако пијат пиковит. Ало и многу, тетка Лиле, да сте живи и здрави. Благодарам многу, супер звезди. Како си поминавте овдека? Се ли е под контрола? Каде се бакнешите за нашите драги гледачи? Да им пратиме многу бакнеши, многу гушкање, многу сакање до сите оние кои што останаа цело време со нас пред малите екрани. Бидете ни живи и здрави. Се гледаме повторно следната сабота во 10 часот на телевизија Канал 5, а во меѓувреме што ќе правиме за да бидеме добри? Ќе пиеме витамини? Ќе ги слушаме мама и тато и ќе бидеме добри дечки. Чао, пријатно до гледање, се гледаме, да им мафнеме. Чао, чао, чао.